Новогодишната атмосфера почна да се чувствува и во Скопје. Денеска се осветлува новогодишната елка на плоштадот Македонија, а целиот настан е збогатен со настап на хоровите од средните училишта во град Скопје под диригентска палка на Јасмина Беличанец. Со оваа информација ги започнуваме урбаните вести, и ве што ќе гледате во нив. Високата зона на Раштак доби чиста вода за пиење. Град Скопје со речиси 3 пати поголем буџет за животна средина во 2018 година. 10 компании добија признание Македонски квалитет 2017. Кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. И оваа година безбедноста има предност. 2018 најбезбедна досега. Високата зона на Раштак од денеска има чиста вода за пиење. Пуштена е во употреба водоводната мрежа во должина од 3,1 км, а следната година ќе се продолжи во ниската зона во должина од 4,1 км. Водата која стигнува до домаќинствата е третирана на најпрофесионален начин со пречистителни станици. Граѓаните од населеното место Раштак од денеска имаат чиста вода за пиење, со што проблемот со недостаток на чиста вода веќе е надминат. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски денеска ја пушти во употреба водоводната мрежа во високата зона во Раштак во должина од 3,1 км и информираше дека општината ќе продолжи и понатаму со обезбедување на чиста вода за пиење и за ниската зона во Раштак со водоводна мрежа во должина од 4 км. Денеска, после функционалноста на мрежниот систем, во должина од 3,1 км во високата зона, свечено го пуштаме во употреба водоводниот систем кој што беше финансиран од Европската Унија во износ од 7,3 милиона денари и со кофинансирање на општината од 1 милион за 4. Со ова веќе комплетно е завршена високата зона во населеното место Раштак. Обезбедена е количина на вода од 120 кубика со нов резервоар, кој што е функционално употреблив. Наредната година општина Газибаба заедно ќе продолжи да во ниската зона во должина од 4 км населеното место комплетно го снабди со питка и чиста вода за пиење секое домаќинство. Освен за Раштак, активностите ќе продолжат и за останатите места кои немаат чиста вода, а тоа се еден дел од Булачани и Страчинци. Жителите на Раштак претходно се снабдувале со каптажи од изворите на Скопска Црнагора, а во 1972 година во Раштак бил изграден првиот водоснабдителен систем, но поради застареноста на секундарната мрежа и зголемувањето на капацитетот на населението и викендиците се создал проблем со недостаток на вода кој сега е надминат. Советот на град Скопје утре ќе одржи седница на која треба да го усвои буџетот на град Скопје за 2018 година. Во предлог буџетот се предвидени многу повеќе средства за животната средина, споредено со ребалансот на буџетот од 2017 година. Според новиот буџет на град Скопје за 2018 година во секторот за заштита на животната средина се планирани 141 милион денари, што представува речиси 3 пати повеќе од ребалансот на буџетот од 2017 година, кој што за овој сектор предвиде само 48 милиони денари. За реализација на планираните проекти за заштита на животната средина во 2018 година, со финансиска подршка од град Скопје, граѓаните ќе добијат 10 милиони денари субвенции при набавка на инвертери за затоплување, а приватните компании кои учествуваат во јавниот превоз на патници ќе добијат субвенции во висина од 20 милиони денари со цел да се инсталираат уредни на газ и да се купат автобуси кои задоволуваат Евро 5 и Евро 6 стандард. Покрај субвенциите од 20 милиони денари за ЈСП, за бесплатен превоз во денови на алармантно загадување на воздухот, новитет во градскиот буџет е планираното субвенционирање од 100 милиони денари на ЈСП при набавка на зглобни електрични автобуси.
За училиштата ќе се обезбедат 90 милиони денари за реконструкција на енергетско ефикасни фасади, како и 12 милиони денари за опремување на училниците со прочистувачи на воздух. Во склоп на буџетот за 2018 година предвидени се и зелени проекти за кои ќе има 10 милиони денари за кофинансирање за изработка на зелени кровови со соодветни институции. Град Скопје продолжува и со мерката за субвенционирање при набавка на печки на пелети, се што се наменети 15 милиони денари. Развојниот буџет предвидува и дополнителни проекти кои директно или индиректно влијаат во заштитата на животната средина, а се во делот на инфраструктурата, што вклучува изградба, одржување и реконструкција на велосипедски патеки. Средствата се зголемени за 3 пати и изнесуваат 30 милиони денари, а граѓаните ќе добијат и дополнителни субвенции од 10 милиони денари при набавка на велосипеди. На свечена промоција традиционално и годинава беа доделени 10 признанија за македонски квалитет за 2017 година на националните економски амбасадори. Покровител на манифестацијата е председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, а истата се одржува со цел оддавање признание и промовирање на деловните успеси на македонските компании. FX3X, Чеза Комерц, Конто Профит, Процес Ин, Вработување.com, Пост Експрес Македонија, Агроунија, Антаријас, приватна установа Поликлиника Тоспаш и женскиот младенски хор при МГЦ се годинашни добитници на признанијата Македонски квалитет 2017, што ги доделува Сојузот на стопански комори на Македонија, под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Признанијата се доделуваат на компании кои имаат традиција во создавање на македонски бизнис идентитет и кои покажале резултат во изминатите 5 години. Председателката на Сојузот на стопански комори на Македонија Даниела Арсовска на денешното врачување на 10 признанија нагласи дека пред нас е година на интернационализација на македонскиот квалитет широм светот, на можност за инвестиции во човечки ресурси, модерни технологии и напредни процеси, неопходни за општествен и економски развој. Нашите компании се оние и поради кои што успеавме годинава да го добиеме едно од највисоките признанија од Светската трговска организација како шампион бизнис, втора вакво признание во светот после корпорацијата Google, што за Сојузот на стопански комори представува едно исклучително признание за долгогодишната добра и квалитетна работа. Председателот Иванов рече дека овие 10 компании неуморно работат за да му покажат на светот дека големината на една земја не го ограничува потенцијалот за да создаде успешни светски брендови. Според него, зад ова признание стои огромна работа, посветеност и визија за промоција на квалитетот и македонската традиција. Како општество ние ќе успееме само ако стекнеме навика да создаваме квалитет. На светскиот пазар мора да бидете предпознатливи по одличниот квалитет, конкурентната цена, зашто таму нема толеранција за импровизација. Во таа смисла охрабрува фактот што повеќе македонски компании постигнаа значајни резултати и во земјата и во странство. Ова признание е дотолку позначајно, бидејќи се доделува во период кога и светската, и европската, па и нашата македонска економија се уште се соочуваат со последиците од глобалните кризи и предизвици. Манифестацијата Македонски квалитет се одржува секоја година во знак на оддавање признание и промовирање на деловните успеси на македонските инвеститори за тековната година. Еден од добитниците на признанието, доктор Борислав Јосифовски, собственик на поликлиниката Тоспаш, вели дека оваа награда е признание за долгогодишниот квалитет кој им го даваат на граѓаните при посета на нивните лекарски ординации. Компанијата постои повеќе од 13 години. Основна е специјалистичко-консултативна здравствена заштита, но покрај тоа ние се бавиме и со превентивниот дел од медицината, односно во делот на овластена сме здравствена установа, во делот на безбедноста и здравјето при работа. Сите овие години активно партиципираме во тие сите сегменти каде што за кои имаме овластување. Сметаме дека во некои работи сме и промотори на некои активности. Активно сме партиципирале во измените, дополнувањето на законите, се со цел да добиеме еден квалитет
на здравствената услуга и да обезбедиме што побезбедна работа за вработените во Република Македонија. Активности од областа на патната инфраструктура беа најзастапени кај граѓаните кои учествуваа на буџетските форуми, каде се истакнуваа приоритетите во проектните активности при креирањето на буџетот на општина Илинден за 2018 година. Во организација на општина Илинден во Средното општинско стручно училиште Илинден се одржа буџетски форум на кој граѓаните преку посочување на приоритетните проекти во нивните населени места имаа можност со своето партиципативно учество да придонесат во креирањето на буџетот на општина Илинден за 2018 година. Најголемиот дел од предложените над 60 на проекти и проектни активности беа од областа на патната инфраструктура, пошто следуваа проектите од областа на здравствената заштита и образованието. Обраќајќи се на форумот, градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски го истакна значењето на граѓанското учество во креирањето на буџетот и додаде дека организирањето на ваквите буџетски форуми во последните години даваат резултати, што се гледа од фактот дека токму дефинираните приоритети од граѓаните се и приоритети за работа на општината. Транспарентноста во креирањето и носењето на буџетот за секоја година општина Илинден ја практикува со организирање на граѓански форуми, со цел да им излезе во пресрет на барањата и потребите на граѓаните, со што ќе се овозможи и создавање на поквалитетни услови за живеење во сите населени места. Од денеска до крајот на годината во спомен куќата на мајка Тереза ќе биде отворена изложбата Животното дело на Тоше. Изложбата содржи фотографии од Тоше, некои досега и не се познати во јавноста, како и цртежи од студенти. Во спомен куќата на мајка Тереза во Скопје од денеска до крајот на годинава е поставена изложбата Животното дело на Тоше, организирана од спомен куќата на Тодор Проевски од Крушево. На изложбата се поставени фотографии од Тоше, некои досега и непознати во јавноста, како и цртежи кои на одбележувањето 10 години од неговата трагична смрт на 16 октомври годинава во спомен куќата во Крушево ги насликаа студенти од Штипскиот универзитет. Директорките на двете национални институции истакнаа дека целта е да се нагласи она што ги поврзува нив како символи на хуманоста, добрината и љубовта. Посочија дека Тоше беше голем следбеник и почитувач на делото на мајка Тереза и одликуван со статуетки мајка Тереза. Влашкиот момент ги поврзува двајцата, но најголемата заедничка нишка меѓу Тоше и мајка Тереза е хуманоста и подадената рака. Изложбата се отвора во овој период од годината, зашто и Тоше околу празникот Свети Никола ги правел хуманитарните концерти и собраните средства ги донирал за децата без родители. Неговата мисија ја продолжува и спомен куќата во Крушево. Тоше, кој беше и амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ во 2004 година во Ману, доби плакета и бронзена статуетка мајка Тереза за својата хуманост. На последниот концерт што го одржа на стадионот на 5 октомври 2007 година, кој исто така беше хуманитарен и наменет за подобрување на условите во образованието, Тоше доби осветена статуетка од бел мермер мајка Тереза, која тој им ја посвети на своите родители. Покрај изложбата на портрети од Тоше во амфитеатарот на спомен куќата на мајка Тереза се прикажува и видео од најзначајните моменти од животот и кариерата на Тоше, врачувањето на наградата мајка Тереза, како и снимки од спомен куќата во Крушево. И оваа година безбедноста има предност. 2018-та најбезбедна досега. Вака гласи новата кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во пресрет на новогодишните и божикните празници, која има за цел да ја подигне свеста на луѓето за нивното однесување во сообраќајот и да се намали бројот на настрадани лица во сообраќајни незгоди. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата почна нова кампања под мотото "И оваа година безбедноста има предност. 2018-та најбезбедна досега".
Кампањата е во пресрет на новогодишните и божикните празници, кој е карактеристичен поголемиот број веселби, изобилство на алкохол, забави до раните утрински часови, проследени со интензивен сообраќај, долги патувања и смрзнати коловози. Активностите ќе се реализираат преку електронските медиуми, социјалните мрежи, билбордите и во локалите и објектите каде што младите ќе се забавуваат во пресрет на новогодишната ноќ. Идејата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата е новата 2018 година да ја започнеме со мисла, со надеж и со верба дека оваа треба да биде најбезбедната година досега, велат од РСБСП. Оттаму истакнуваат дека за да стане реалност желбата 2018 да биде најбезбедна година досега и да се намали бројот на настрадани лица во сообраќајни незгоди, е потребна поголема лична и колективна свест и одговорност. Последиците од сообраќајните незгоди се премногу сериозни за да бидеме комотни во сообраќајот. Затоа во 2018 година бидете позитивен пример и дајте го својот придонес за побезбеден сообраќај, соопштуваат од РСБСП. Оттаму апелираат до сите учесници во сообраќајот да бидат одговорни, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не возат брзо и да не возат под дејство на алкохол. Новогодишните прослави највесело и најбезбедно ќе ги поминете доколку се одлучите на нив да заминете без својот автомобил. Нека 2018 година биде најбезбедна досега. Вози одговорно, велат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. До средината на ноември имало 334 приставки, од кои 96 за злоупотреба на лични податоци на Facebook и 28 за Instagram, соопштуваат од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Оттаму истакнуваат дека постојано се зголемува јавната свест кај граѓаните за злоупотреба на личните податоци и нивно пријавување. И покрај долгогодишните предупредувања и напори за едуцирање на граѓаните да внимаваат каде и како да ги остават своите лични податоци, особено на интернет, најбројни се представките за злоупотреби на социјалните мрежи, особено на Facebook, за креирање лажни или за хакирани профили. Од Дирекцијата за заштита на личните податоци истакнуваат дека постојано се зголемува јавната свест кај граѓаните за злоупотреба на личните податоци и дека доказ за тоа е бројката на представки за правото на приватност. До средината на ноември 2017 година, до Дирекцијата за заштита на личните податоци пристигнале 334 представки, од кои 96 за злоупотреба на лични податоци на Facebook и 28 за Instagram. Причина за незначителното зголемување на јавната свест во врска со оставањето податоци на Facebook е постојаното креирање нови профили на оваа социјална мрежа, особено од деца на 13 до 14 годишна возраст и други лица кои прв пат креираат профил на социјалните мрежи. До Дирекцијата за заштита на личните податоци има представки и за видео објавувани на YouTube. До Дирекцијата пак во 2016 година биле поднесени 359 представки, најмногу за лажни профили на Facebook 145 и за хакирани профили 33. Под влијание на студена воздушна маса од утре до петок времето ќе биде стабилно и многу студено со умерен северен ветер. Утринската температура во овие денови ќе се спушта во интервал од -10 до -3, а дневната ќе се движи околу нулата. Матама метео го гледаме во продолжение.
Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.